издание. Силната волја не беше доволна. Самитот меѓу САД и Северна Кореја заврши без договор. Лидерите заминаа. Македонски пратеници во посета на САД. Разговараме со пратеникот Горан Милевски за лобирањето меѓу американски конгресмени и сенатори за Македонија. Американски граѓани и натаму се држат како заложници во странство. За некои од нив информациите се уште се тајна. Ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Ньюслеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Порано од очекуваното, без постигнат договор, заврши самитот меѓу САД и Северна Кореја. Лидерите Доналд Трамп и Ким Јонг Ун забинаа без планираната церемонија на свечено потпишување и ракување. Сепак оставен е простор за нови разговори во иднина. Следат вестите. Председателот Трамп изјави дека самитот завршил без договор поради разликите за укинување на американските санкции. Секогаш треба да си подготвен да заминеш, рече Трамп и додаде дека можел нешто денес да подпише и имало подготвени документи од договорот на маса. Трамп изјави дека Ким сакал целосно укинување на американските санкции, а САД не се спремни за таков чекор во овој момент. Тие изразија спремност да останат голем арсенал од областите од кои што инсистиравме, но не можеме да ги укинеме сите санкции, рече председателот. Трамп ги опише разговорите во Ханој како продуктивни и рече дека верува од и двете страни евентуално ќе постигнат договор за денуклеаризација на Корејскиот полуостров. Самитот меѓу Вашингтон и Пјонгјанг заврши без посакуваниот епилог. Но на почетокот ветуваше многу повеќе. Се започна со свечена вечера што траеше повеќе од 2 часа. Атмосферата таму ни ја пренесува Джеф Кустер. Двајцата лидери срдечно се поздравија пред американското и севернокорејското знаме во хотелот Софител во Ханој на почетокот на вториот самит, чиј фокус беше денуклеаризација на Корејскиот полуостров. Сцената потсети на нивната прва средба минатиот јуни во Сингапур. Имам чест да бидам со Ким заедно во оваа прекрасна земја Виетнам, каде ни одаваат вистинска почит. Мислам дека првиот самит беше успешен, затоа се надевам вториот ќе биде ист или подобар. Двајцата потоа седнаа на вечера, а Ким преку преведувач изрази верба дека и втората средба ќе биде успешна. Трамп се согласи. Ќе имаме пребукирана агенда, на брзина ќе вечераме, зашто очекуваме многу работи да бидат завршени. Се надевам, тоа ќе води до прекрасна состојба на Докров. Имаме специјални односи. Трамп и Ким на формалната вечера беа придружувани од нивните блиски соработници, вклучувајќи го државниот секретар Мајк Помпео и севернокорејскиот министер за надворешни работи Ри Јонг Хо. Делегација од македонски пратеници деновиве е во САД на средби со американски конгресмени и сенатори. Пратеникот Горан Милевски, кој е дел од делегацијата, вели дека им било укажано дека треба да се работи на реформите. Анета Шијакова го водеше разговорот. Пратеникот во Македонското собрание, Горан Милевски, за гласот на Америка на македонски јазик, изјави дека очекува до крајот на оваа или почетокот на следната година во Соединетите Американски држави да заврши постапката за ратификација на протоколот за НАТО. За ваква временска рамка се дискутирало денеска и вчера на средби помеѓу американски конгресмени и сенатори и делегации од Македонското собрание во состав на 5 пратеници, кои деновиве престојуваат во Вашингтон. Дел од времето во престолнината на САД искористија и за лобирање за Македонија во Американскиот конгрес. Разговаравме за постапката кога може најбрзо Македонија да очекува ратификација на спогодбата, малце посложена постапката во Сенатот, бидејќи првен треба да дојдат 3 извештаи од председателот од Пентагон и разузнавачките служби, за потоа да започне Комитетот за надворешни работи да ја отпочне постапката во Сенатот. Од моментот на доаѓање на извештаите до гласањето во Сенатот, по примерот на Црна Гора, требало 6 месеци, така да се надеваме дека оваа постапка некаде кон крајот на оваа година или почетокот на следната ќе заврши целосно во Сенатот и ќе може и Америка да ја ратификува спогодбата. Милевски вели дека во Вашингтон добиле позитивни сигнали. Американските конгресмени и сенатори се интересирале за состојбата во државата и биле единствени во пораката дека Македонија мора да си ја заврши домашната работа. Зашто во главном се интересираа конгресмените? Конгресмените се интересира, па и ставот на сенаторите за состојбите во Република Македонија, што после потпишувањето на Преспанскиот договор, како ќе се одвиваат реформите, исто така се многу заинтересирани заради влезот на Македонија во Европската унија
нивниот пријателски однос не е само за влез во НАТО, туку севкупниот развој на Македонија и таа позитивна клима која што е тука, која што вика непотребно се изгуби време и се потроши енергија се додека не се постигне овој договор, навистина пречките се надминати за Македонија навистина да го заслужи местото кое што иследува. Македонската делегација во состав на пратеници од СДСМ, ВМРО, ДПМНЕ, ЛДП, БЕС и ДПА денеска заминува за Вермонт, каде процесот на лобирање ќе продолжи. Американски граѓани и натаму се држат како заложници во странство. Многумина од нив се користат при политичко преговарање меѓу владите. За ова истражуваше Грета Ван Сустерн. Се сметаше за голема победа за председателот на САД Доналд Трамп, враќањето на тројцата американци во мај 2018 година, кои месеци предходно поминаа како заложници во Северна Кореја. Ми представува чест што им помогнав на овие тројца прекрасни луѓе. Администрацијата на Трамп беше пофалена за неколку ослободувања, но сепак многу американци натаму остануваат заробени во странство, вклучувајќи го и новинарот Остин Тајс, кој го покриваше конфликтот во Сирија. Тој беше заробен од сириските сили во август 2012 година. Неговата мајка е благодарна за напорите на актуелната администрација за ослободување на нејзиниот син. Оваа администрација се покажа посветена за враќање на американците дома. Преземаат огромни напори. Ние постојано чекаме. Чекањето е многу потешко за заложниците како Джейсон Резајан, кој помина 544 дена во затвор во Иран. Во првите недели не знаев што да мислам. Бев збунет, исплашен, но мислев дека ќе дојде крајот. Потоа станав очаен дека ќе бидам убиен. Резајан беше ослободен во јануари 2016 година како дел од договор за размена на затвореници со САД. Но за други заложници чекањето уште трае. Ве молам, помогнете ми да се вратам дома. 33 години служба за САД заслужува нешто. Ве молам, помогнете ми. Пензионираниот агент на FBI Роберт Левинсон исчезна во 2007 година додека истражувал криумчарење во Иран. Тој не беше виден до 2011 година, кога се појави видео од неговите киднапери. Сега, 12 години по неговото киднапирање, судбината на Левинсон останува непозната, што го прави најдолго држан заложник во американската историја. Некои информации се уште се тајна. Стејт департментот не кажува колку американци се држат како заложници од странските влади. Научниците развија нов систем за рано предупредување од земјотреси. Дејана Мичел ќе ни објасни како работи. Жителите на Калифорнија учествуваат во вежби со цел да се подготват за земјотрес, кој во секој момент може да ја погоди државата. Научниците исто така работат на Американското геолошко истражување, кое неодамна го представи својот нов систем за предупредување за земјотреси, така наречен Shake Alert. Сеизмолозите велат дека новиот систем е најсофистициран во светот. Може да се каже дека ова е најнапредниот систем за рано предупредување во светот, бидејќи не само што предупредува за големи земјотреси, туку врши целосно мапирање. Американското геолошко истражување и сеизмолошката лабораторија на Универзитет на Калифорнија Беркли го дизајнираа Shake Alert 2.0, системот со цел да испраќа рано предупредување за земјотрес до милиони луѓе кои живеат во Калифорнија, Вашингтон и Орегон. Предупредувањето за земјотрес е многу брзо. Овој земјотрес е голем, затоа спуштете се на земја и засолнете се. Shake Alert користи мрежа на сензори врз основа на сеизмички бранови, кои се движат низ земјата кога ќе започне земјотресот. Имаме сензори кои се распоредени по површината, но имаме и алгоритми кои го следат земјотресот. Тоа е она што е уникатно. Ниту еден од другите системи нема такво нешто. Во идеален случај, новиот систем ќе им помага на луѓето побрзо да се засолнат, што е од витално значење на места каде земјотресите се чести. Тоа беше се за денеска. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов од студиото во Вашингтон. Се гледаме утре.